Почитувани, уште колку луѓе ќе треба да бидат повредени, уште колку луѓе ќе треба да бидат застрелани, пред СДС и Зоран Заев да се свестат дека со притисок, насилие, закана и загрозување на човечки животи не може да ја сменат изборната волја на граѓаните и нема да можат да го сменат фактот дека на престојните локални избори ќе доживеат тотален дебакл. СДС најавуваше одржување фер и демократски локални избори, но во изминативе десетина дена изборите се само не фер и демократски. Република Македонија, под водство на СДС, е сведок на едни од најбруталните и најнасилните и најнедемократските избори во нашата понова историја, почнувајќи од независноста па се до денес. Пукање, физички пресметки, злоупотреба на полицијата за изборни цели, закани, искршени штабови, агитирања по членови на изборните комисии, се само дел од случувањата кои осликуваат изборната атмосфера која СДС ја создава поради видната нервоза од се поочигледниот изборен пораз кој им следи на престојните избори на 15 октомври. Само во изминативе десетина дена од официјалниот старт на кампањата имаме десетина случаи насилство, грубо кршење на изборниот закон, вандализам, ставање на државата во корист на партијата и нарушување на сите демократски начела во еден изборен процес, а институциите никаде ги нема да реагираат и да ги расветлат овие случаи. Вчера Европската комисија ги повика сите институции да обезбедат услови за веродостоен и транспарентен изборен процес, што ќе им се овозможи на сите граѓани слободно да ги остварат нивните демократски права. Почитувани, во изминативе 4 месеци СДС е на власт и ја киднапира целата држава, го суспендира правото и демократијата, а полицијата и другите државни институции ги направија свој партиски орган за прогон на политичките неистомисленици. Само во првите десетина дена имаме искршени штабови на ВМРО ДПМН во Кисела Вода, искршен штаб на улица Црвени стени во Битола и демолиран беше штабот на Демократската партија на Србите која е во коалиција со ВМРО ДПМН. На кандидатот за градоначелник на Кавадарци, Митко Јанчев, од страна на полицијата му беше вперен пиштол и беше малтретиран од страна на припадниците на МВР, но досега никој не поднесе одговорност за овој настан. Застрелан беше носителот на независната листа во Кичево, Али Табази, кој во вооружен инцидент тешко беше ранет и е во животна опасност, а воедно ранет беше и шефот на изборниот штаб Дестан Абдил и Шабан Далити, лица кои биле во друштво со политичарите. Од страна на полицијата до денеска не се соопштени детали кои го направиле овој случај. Пред 2 дена физички беше нападнат кандидатот за градоначелник и актуелниот градоначелник на Шуто Оризари Елвис Барјан, на кој му беа нанесени тешки телесни повреди во делот на главата, со метални шипки, боксирачи и дрвени палки. Вчера опожарена беше куќата на кандидатот за градоначелник Владо Мисајловски, на ден кога ВМРО ДПМН требаше да има митинг токму во општината Ѓорче Петров. Крим полицијата цел ден не најде за сходно и не излезе на терен да ги испита деталите за опожарената куќа на кандидатот за градоначелник. СДС ветуваше одвојување на партијата од државата, но единствено што гледаме во изминатиот период е дека Зоран Заев и Оливер Спасовски ја користат полицијата како главна алатка за пресметка со политичките опоненти. Злоупотребата на полицијата во изборни цели стана секојдневие од кога е СДСМ е на власт. Полицијата повеќе време посветува на партиски задачи, исполнувајќи партиски агенди, наместо да ги работат своите професионални задачи. СДС и Оливер Спасовски ја направија МВР своја партиска експозитура. Исплашени од нискиот рейтинг кој го имаат помеѓу граѓаните, СДС почна политичка хајка против кандидатите на градоначалници за ВМРО ДПМН. Само во изминативе десетина дена од официјалниот старт на изборната кампања имаме дури 12 кривични пријави за кандидатите за градоначалниците од редовите на ВМРО ДПМН. Секој нов изборен ден, нова измислена кривична пријава за кандидатите за градоначалници. Надевајки се со лажни пријави, измислени и монтирани случаи, ќе оцрнат некако и полесно ќе дојдат до изборна победа. Почитувани, поради флагрантното кршење на изборниот процес од страна на СДС, поради низата насилни инциденти кои ни се случија во изминатиот период, поради пристрасноста и намерното прикривање и учеството на МВР во сите немили настани, го повикуваме основното јавно обвинителство и веде јавниот обвинител сериозно да се позанимаваат и да ги расветлат
сите овие изборни нерегуларности. Ја повикуваме и ДИК да постапи согласно изборниот законник и да ги санкционира политичкото агитирање на председателите на општинските изборни комисии од Кисела Вода, Охрид и Кратово. Воедно, по примерот на Европската комисија, ги повикуваме сите меѓународни организации кои ги следат изборите да ги осудат ваквите изборни инциденти и ваквата недемократска атмосфера која СДС ја создава и во која се одвиваат изборите во Република Македонија. Нервозата кај СДС е повеќе од очигледна и видлива. Со насилства, притисоци и закани, волјата на народот нема да ја сменат. Новата ера нема да ја сопрат. На 15 октомври СДС убедливо ќе биде поразен. Ви благодарам за вниманието.